Почнуваме со првиот студиски дел, првиот разговор, како што и најавив на почетокот на емисијата, Дејан Метикош, претседател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Благодарам на поканата. Да разговараме за оваа интересна тема, архитектурата, Скопје, Македонија, вашата дејност, вашата работа и градежништвото. Да. Активностите во Комората и така натаму. Како една увертира, како еден почеток. Да. Што представува Комората и кој се членува во тоа друштво? Па вака, Комората е самостојна, професионална, јавна установа, независна, така да Комората врши јавни овластувања согласно Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање. Во Комората членуваат активни околу 4500 членови, значи архитекти и од сите области на инженерството. И кога ќе дојдеме до надлежностите, како се подели надлежностите, тука се и архитекти, тука се и инженери. Значи, како се Комората на овластени архитекти и инженери е една врста на чадор на сите архитекти и инженери. Значи во неа членуваат архитекти, урбанисти, градежни инженери, електроинженери, машинци, потоа од помалите оделенија што ние ги викаме, значи тука се за енергетска ефикасност, геодезија, геотехника, технолози, металурзи и други области. Значи вкупно членуваат 12 оделенија независни. Кога ќе се каже зборот во самиот назив на Комората има овластени. Што значи овластено, а што не е овластено? Овластено е тоа што Комората има јавни овластувања. Значи јавните овластувања се состојат во издавање на овластувања на сите архитекти и инженери. Значи секој инженер и архитект што ги запазува сите услови што треба да биде према Комората во однос на неговите референци, неговото искуство, он добива овластување, имаме овластување А и овластување Б. Овластување Б е од втора категорија, а овластување А е во однос на прва категорија. И ако сега од оваа гледна точка го погледнеме оној урбанистички хаос што се случува барем на Скопје, на главниот град. Да. Кој тоа го дозволува? Па вака, во моментот се изработува новиот генерален план, ГУП, така да тој ГУП отприлика на секои 20 години се донесува, што значи тој ГУП треба да биде една водилка на една метропола. Под него се сите дупови, Под него така? се сите детални урбанистички планови, така да начелно првата визија е од после земјотресот од познатиот архитект и урбанист Кензо Танге, така да моето мислење е дека не треба толку да се развива Скопје, треба малце да централниот градско јадро да се олабави. Да се олабави, да. После се она што му се случува. После се она што му се случи, мислам дека му е доволно. На каде би се развивало Скопје? Па, по моја проценка, значи, Скопје треба да се развива према обиколницата на Скопје, значи, на тој дел, така да, по моје мислење, дека треба накај северната обиколница, така да и северната обиколница ќе биде повеќе искористена во однос на сообраќајното поврзување на главниот град. Во однос на инфраструктурата која што ја има Скопје, може ли да го издржи се ова, да од град кој што би требало да биде околу 500-600 илјади, сега ние надминуваме дури и милион. Дали е подземна, дали е надземна инфраструктура, како таа би се проширила и би се надградила од постоечките капацитети? Според мене централното градско јадро, што е во центарот на градот, би требало да стане пешачка зона. Што значи дека ние, како во развиениот свет, не треба да ги возилата да ги примамуваме и да ги носиме во центарот на градот, туку треба да го избегнуваат централното градско подрачје. А во однос на инфраструктурата треба да се изработуваат повеќе денивелирани патни јазли, подземни премини,
подземни сообраќајници, главниот прстен што е околу Скопје треба да се доправи, за да сообраќајот го оттргнеме од централното градско подрачје. И се разбира, јавниот градски превоз треба да биде на високо ниво. Од југо дрво што би били Црвен крст до Соборна црква, тој потек би можело да биде без сообраќај? По моја проценка е познатиот рекорд околу собранието, тој дел да биде пешачка зона би било по мене најприкладно. Да, меѓутоа ќе треба да се направат и други улици кои што ќе ги така соберат тој сообраќај. Во однос на поддршката на професијата, што прави комората во однос на поддршката? Млади кадри, во однос на поддршката, да, значи комората сем што врши јавни овластувања, таа се грижи за своите членови во однос на нивниот професионален развој, во однос на одржува и организира разни обуки, конференции, регионални средби, комуницира со академијата, така да одржува разни настани во однос на техничките практики, како така да во иднина сакаме да воведеме практиканство и менторство за младите архитекти и инженери, како би се подобрило во нивната афирмација во општеството. Така да тоа е вака во кратки црти. Колку е променето градежништвото, архитектурата? Вашата дејност од себе 20 години кога е последниот донесен Што е променето? Променето централното градско подрачје претходно спомнавме, значи е променето. Значи не Скопје би требало да се развива надвор од централното градско подрачје. Значи на инфраструктурата треба да се обрне поголемо внимание. Кај нас имаме една мана, кај нас првин се гради, па после се прави инфраструктурата, што би требало да е обратно. Значи брзиот технолошки развој, енергетска ефикасност, нови технологии, колку тоа ја подобрува или ви прави проблеми во однос на работата, на оној постар модел на како се изработувале работите? По мое мислење, значи тоа се подобрува. Значи ние и во комората имаме доста активности, планираме во иднина да ги имаме. Добро. Во однос на технолошкиот и професионалниот развој, значи сакаме да го актуализираме BIM технологијата во делот на проектирањето, такаме да го актуализираме обуките за проектниот менеджмент во однос на водењето на проектите, како во изведба, така и во проектирање. Така да потоа разни обуки практични, кај што ќе ги дадат искуствата од големите проекти главните инженери за младите, како кои се мани, кои се предности во однос на изградбата на автопатите, на големите инфраструктурни зафати, во делот и на високоградбата, да ги искажат своите искуства, кои позитивни, кои негативни, така да со практични примери, исто така и обуки во однос на воведување на еврокодот. Тоа кај нас во државата више се збори повеќе од 10 години. Се надевам дека во блиска иднина ќе ги воведеме и еврокодовите, што значи дека за тоа исто во наредниот период планираме и обуки. Така да тие се некои технолошко развојни подрачја кај што треба да се обучуваат константно инженерите, архитектите, како би биле конкурентни не само на нашиот пазар, туку и на странскиот пазар. Колку се и од каде се црпат искуствата од странство? Од каде најмногу учиме? Најмногу учиме, значи ние ко комора имаме регионална соработка со околните комори
И исто така имаме и блиска соработа со Европската асоциација на инженери. Добро. И истото и за Европската асоциација за архитекти. Ние имавме пред 2 недели регионална средба во Словенија на покана на словеничкиот председател на инженерската комора. Значи, ние константно соработуваме едни со други, учиме. Највеќе црпиме искуство од Хрватската комора и од Словенската комора во делот за дигитализацијата, во делот на БИМот, така да хрватите и словенците се најнапред од овој регион, така да со нив имаме блиска комуникација. На иницијатива на српскиот председател на комората ќе организираме на почетокот на наредна година една регионална средба во Белград. И така да... Кога ќе се каже дека безбедноста секогаш е на прво место, а тоа го гарантираат само овластените Така е. архитекти и инженери. Така е. По кои стандарди се работи? Вака, секоја струка во однос што членува во комора, дали било архитекти, урбанисти или градски инженери или електро, секој си има од својата област стандарди и нормативи. Така. За кои што гарантира дека кои што гарантираат. Што Така. значи секој овластен инженер што поседува овластување, тој гарантира за безбедноста и на самите објекти, како и исправноста и легитимноста на самиот проект. Така да тие норми треба да се почитуваат. Значи во секој проект, секој проектант што го става своето овластување гарантира за безбедноста и за исправноста. Сега што се однесува до нормативите и правилниците, исто и тука комората има доста активности. Значи тие нормативи мора да се обновуваат и да се прилагодуваат према светските и европските стандарди. Тоа се прави во државата? Тоа се прави, да, и во комората ние имаме и ќе имаме во иднина доста активности, кај што сите тие правилници и упатства што се во однос на градежништвото, планираме да направиме еден апдейт, кај што ќе ги доближиме до светските и европските стандарди. Кога се подготвуваат законот за градење и сличните тие од вашата област, ве повикуваат властите, имате соработка, не зборам за овие, со со мандати претходно, колку вашето мислење се почитува? Така е, значи ние имаме континуирана соработка со Министерството за транспорт. Значи и со пред негде од прилike 4 години, значи ние имавме активности, работни групи во комората, Добро. што работеа на подобрување и давање на идеи во однос на изработката на законот за градење. Така да имаше една група кај што направивме една листа со наши мислења, видувања стручни. Тоа беше предадено до Министерството за транспорт и врски. Сега во моментот уште е во изработка, значи законот за градење. Ние сме во комуникација со Министерството и за секое мислење ние даваме фидбек, така да имаме соработка со колегите и така да ние стоиме на располагање, значи све што е потребно во однос на струката, ние тоа го испорачуваме. Проблеми имаше, сега да се фатиме на она што во моментов се прави. Големи проблеми имаше во автопатот Кичев-Охрид. Не биле предвидени клучки. Одрони неколку на автопатот кој води кон Блаце. Тоа не може да се предвиди пред да се гради? Па Кој го дозволува тоа да се направи така? Или доколку каже власта или не е битно некој од надлежните мора да биде вака, архитектот или градежникот вели, значи најголеми проблеми се јавува кај што ќе почне некој автопат или државен пат да се изведува кај што постои стар проект. Значи најчесто се дешава случаеви кај што имаме повеќе од 20 години стар проект. Добро. Тој проект пред да Со таа физибилити студија, со тоа издржување. Тука имаме малце
малце аномалии кај нас, би требало по мене да се обрне големо внимание во делот на физибилити студиите. Значи, во први ниво во однос на физибилити студија, во однос на идејните проекти, Добро. за да кој ќе дојде до изведба, за да немаме такви аномалии што ни се дешава денеска. Што може да се смени за 20 години на постојната траса? Од Скопје до Тетово треба да се изгради пат. Проектот е стар 20 години. Што би се сменило на трасата после 20 години? Па може да се смени, значи може да имаат изградени објекти, може да има разни активности што ќе направат проблем во однос на експроприацијата. Вие знаете, кај нас со експроприацијата имаме доста проблеми кај што ги кочат работите, така да... Да, меѓутоа нели има закон, доколку е од национален интерес, веднаш може да се пристапи да се реши тој проблем. Има закон, има све, али во праксата не функционира баш така едноставно. Во однос на јавниот интерес, каква е улогата на комората? Значи, во однос на јавниот интерес, комората, значи, што се однесува до јавниот интерес, таа сака да од разните целта која е? Целта е да сите објекти бидат сигурни, ефикасни и стабилни. Тоа сакам да прашам, колку може да ви веруваме на фелата? Па, од тие причини, пошто комората ја дава јавни овластувања, самиот проектант, што у самиот проект што го проектира и што тоа овластување го става внатре во самиот проект, тоа дава до знаење на самиот инвеститор дека проектантот ги запазува сите технички норми и практики и дека гарантира со неговиот потпис и печат дека зградите се сигурни, дека автопатите се стабилни, дека браните исто така да едноставно јавното овластување е гаранција за секој инвеститор дека и нормално после тоа треба да се изведува по тој проект, да се запази тој проект и тоа е една гаранција дека се како што треба по прописи. Како што треба по правила и прописи, да. Кои се приоритети? Како председател на оваа комора, кои се вашите приоритети или приоритети на комората? Приоритетите на комората е да се врати и да се подобри улогата на архитектот и инженерот во самото општество, да се подигне нивото на професионалниот развој на самите негови членови, потоа да се зголеми самата видливост на комората, значи да бидат запознаени не само членовите, него и целата поширока јавност, што работи комората, како работи, така да биде поотворена, потранспарентна, така да тоа се вака во кратки делови идеите, значи, на комората, така да и нормално да се зголеми членството. Значи, ние имаме околу 4,5 активни членови, а иначе има 9.000 членови. 4.500? Активни членови, значи со редовна платена чланарина и така. Тоа се од сите области заедно. Од областа на градежништвото? Да, архитектурата, градежништвото, значи сите архитекти и инженери. Рековте дека имате добра соработка со транспорт и врски. Министерството, што се случува со општините на локално ниво? Каква е соработката? На локално ниво, да, имаме... Бидејќи тие си имаат своји инфраструктурни зафати? Ние имаме константна комуникација и со државните институции и со локалните. Значи, тука им помагаме во однос на изработка или било каква сугестија во однос на ценовниците. Значи, имам изработено ценовници во комората. Значи, све што им треба помош на општините, ние им даваме наши стручни мислења, професионални, дали било во однос на урбанизмот, дали во однос некоја општина ако сака некој конкурс да објави,
Значи за сите ние сме отворени за комуникација, имаме комуникација и сегде кај што сме повикани, ние помагаме и даваме стручни совети. Кои се плановите за иднина? Треба да се подготвува или рековте дека во подготовка е новиот генерален урбанистички план? Што би предвидувал тој? Вака, колку што се моите информации, значи Агенцијата за просторно планирање го изработува во моментот новиот ГУП, така да моја предпоставка е дека тој ќе биде некоја подобрена верзија од претходниот ГУП, кај што ќе ја направи и ќе ја створи главната слика како треба да се развива Скопје во иднина. Така да тоа е вака што би можел да го кажам во однос на новиот ГУП. Има интерес од бизнес секторот? Па вака, комората е јавна функција, така да нема многу доперни точки во однос на тие работи. Можам само да напоменам дека ние имаме комуникација со бизнес заедницата во едно друго поле. Каква ви е соработката? Соработката ни е на добро ниво и во иднина сакаме таа да подобриме, али да подобриме во делот на инженерите и архитектите. Добро, значи, вие знаете значи дека во Стопанската комора, во бизнес заедницата членуваат фирмите. Така. Кај нас во нашата комора членуваат професионалците, значи индивидуални членови. Идејата е да направиме еден спој меѓу нас и нив и да ги подигнеме како во професионално ниво, да ги напредиме архитектите, инженерите, за да бидат конкурентни не само на пазарот, туку и надвор. Значи идејата е професионално ниво, унапредување, обуки, етички кодекс, значи зашто имаме заеднички доперни точки. Така. Членовите што се кај нас, индивидуалците, они работат во некоја фирма, фирмите се во однос на стопанските комори, значи имаме некој заеднички интерес преку членовите и фирмите да ги подигнеме на повисоко ниво, како професионално, како едукацијски, така и етички. Големите инфраструктурни зафати останаа далеку од домашните градежни компании, како Бехтел, Јенка или другите кои што македонските компании може да бидат само подизведувачи со образложение дека немаме капацитет. Од друга страна, ставот на градежниците е дека ние сме конкурентни на странски пазари, а тоа што го правиме во странство не можеме да го направиме дома. Зошто? Па вака сега, тоа договорот меѓу Бехтел и... Како пример го земав. Да, како пример го земав. И претходно беше Јактор и други компании кои што градеа тука, а не може да градат наши компании. А може да градат, например, во странство. Јасно. Моje мислење тоа е би требало бизнес заедницата и стопанските комори да се обединат. Значи да настапат заедно. Тоа е моje мислење кон конзорциум, дека секогаш кои ќе се групираат повеќе фирми би биле поголеми, помотни не само кај нас, туку и во странство. Така да од моето видување во минатото, ние ко Фела сме биле многу активни не само на овие простори, туку сме били активни во Либија, во Ирак, во Кувајт. Тоа се граделе цели држави од наши компании. Да, 80 години. Така да по мене треба подобра организација меѓу нас за да бидеме поконкурентни. Иначе што се однесува до индивидуалецот, до стручниот кадар, ние го имаме тоа, така да имаме млади архитекти, инженери кои сега со новите технологии се уште понапред. Колку е тешко да ги задржите во Македонија? Тешко е да се задржат, исто така доста е актуелно сега и работата од онлайн, од Македонија за странство. Ја познавам доста колеги и фирми што работат за Австрија, за Германија, дури и за Австралија. Така да тоа е малце
и добро за нашата држава што се пак остануваат тука, а работат онлайн за странство. Некаква проценка колку заработува еден архитект од до во Македонија? Во Македонија Да. просечна плата, мислите? Да. Па негде помеѓу, по моја проценка, околу 50.000, 55.000, 60.000 преку сила. Од тука просечен архитект зборам. А во И инженер. во Австрија? За истата работа? За истата работа се 3 до 4.000 евра. Тешко е да ги задржите, значи Тешко е, да. Тешко е да се задржат, така да ние ко ФЕЛА и ко јавна институција имаме и планираме доста соработки и со градежниот факултет и со архитектонскиот факултет, се со цел да се задржат инженерите, да им се овозможи добра обука, добра практика, да се на прав пат да се изведат и Уште да споредба сакам да направам со да. платите во последните 5-6 години. Колку се пораснати платите во вашата дејност? Во За нашата колку дејност, значи се покачени по моја проценка од прилике 20%. 20%. Цената на становите, знаете колку е покачена за Знам за колку 5%? е покачена. Тоа зборевче во ова студио и Да. представник на синдикатот на градежништво Да. дека цената на становите е покачена многу повеќе од колку платата на градежните работници. На сите. 100%. Повеќе од 50. 100%. Па да. Да фатиме малку и да ги прокоментираме најавите за вие сте инженер, ова е ваша струка, ваша тема на која што ќе позборуваме, железницата и автопатиштата кои што се градат. Се најавува брза железница во Македонија, Скопје да биде повеќе со како да има алтернативен можност железнички сообраќај. Како вие гледате на ова? Значи, моето мислење баш брзи пруги и да, така натака. Тоа го спомнавме пред 2 недели кога бев во Љубљана на денот на комората на словенците, еден од министрите баш тоа го спомна. Значи, брзата пруга е многу актуелна, поготоа на Балканов. Моето мислење е дека таа брза пруга, колку што имам информации, во делот на Србија, актуелно се гради од Ниш до нашата граница. Од Белград до Нови Сад ми се чини дека се патува сега за половина час. Од Белград до Суботица е веќе направено. Половина час. Да, во завршна фаза е делот на кај Ниш. Во моментот мислам дека се завршени проектите од Ниш до нашата граница. Така да за 160 брзина, колку што имам информации за 160 км на час се планира да биде брзата железница. Значи, таа е иднината, значи железницата Не, воред, меѓутоа дали имаме инфраструктура или допрва треба да се прави? Допрва, значи треба да се направи анализа. Значи тоа што го збориме, значи треба feasibility студија да се направи, да се види дали кој коридор ќе се запази, дали ќе биде, по мое мислење, би требало од прилика да се движи негде кај што е старата пруга, да се направи за 160 брзина, ќе биде проценето, по моја проценка би требало да биде негде околу 2 милиарди. Значи тоа би требало околу 170 километра да биде. Добро. Од граница со Србија до граница со Грција. Така да тоа е иднината, ќе се поврзе Солунското и Атинското Пиреа пристаниште со Европа. Што значи дека мора да бидеме со текот на времето и по мене дека треба државата да... Колку време е потребно да се изгради такво нешто? Значи, во зависност на какво ниво ќе биде Посветеноста на работа? посветеноста. Значи, дали ќе биде... Сигурно веќе и ке не турка, бидејќи ќе зависи од нас работа. Али зависно е дали ќе биде, по кој начин ќе биде тендерирано. Дали ќе биде по жолт фидик, дали ќе биде по црвен фидик. Моја проценка е дека тоа ќе биде проектирање и изведба во ход.
Добро. Моја претпоставка дека ќе биде тоа, зашто тоа е многу побрзо се одвиваат работите. Зашто проектирањето во ход иде, се изведува и се ревидираат самите проекти, така да моја проценка е најбрзо би се извело тоа со жолт фидик, што значи на самиот изведувач кој ќе биде избран, да му биде наметнато да има проектантска подршка, што значи да се изведува побрзо и поефикасно. Зашто ако работиме по црвен фидик, тогаш треба да чекаме да се заврши проектот, па да се ревидира, па да се изведи нов тендер, Ставка по ставка. па тендер за изведба, па надзор. Кај нас малце тие поспоро функционираат тие работи. Каква е моменталната оваа што ја имаме инфраструктура за железница? кој ниво ние? Моментално, колку што се моите информации, се на многу слабо ниво. Коридорот 8 сега што се изведува, тоа е од Куманово до Белјаковце, тоа е ново направено. Не она што е... Да, она што е постоечкото јас, колку што знам, тоа е од 60-тите, од 70-тите години. И до кога може да издржи? Па не може више не може, зашто нашиот проектанти, нашиот дел на проектирање ние проектираме за 20 години. Значи, така да, а умеѓу време, исто тоа го напоменам, што многу не се спомнува, значи многу е битно одржувањето или управувањето, дали било со патишта, дали било со железници, дали било со мостови. Многу малце се инвестира во тој дел, а тој е најбитен за... Не е само да се направи, туку треба и да се направи, да се одржува, треба да се поправа. одржува, да. Значи, просто народски кажано... Како одржуваме? Како што одржуваме една кола, толку ќе ни трае. Така исто и со патиштата и железниците. А ги одржуваме? Не, ја мислам дека на многу слабо ниво, така да треба многу да се обрне внимание у тој дел и да се одвои средства во делот на одржување на патишта и мостови, зашто со подобро одржување ни се зголемува векот на патиштата и железниците. Во однос на коридорите што ги гради Бехтел и ЕНК, ја спомнавме уште еднаш. Кое е вашето мислење со таа брза градба без како се проектира, така се гради? Јас лично, значи ја поддржувам таа брза градба, значи тоа е некој вид на некој модифициран жолт фидик кај што се гради во ход, се врши експроприација во ход, се врши планска документација во ход, се ревидира во ход. Тоа е многу битно, зашто се добива на време. Значи, вие гледате сега по дали било социјалните мрежи, дали по порталите, има разни клипови што ја презентираат напредувањето на градбата. Значи, гледаме тоа колку побрзо оди, а да чекавме, например, да се изработат проектите, па тие проекти да се ревидираат, па тие проекти да се тендерираат, ќе требаше многу повеќе време. Што значи, моја лична подршка е, и тоа не е само кај нас, гледам дека многу почнаа да го прават и од регионот земјите. Како нов тренд. Како нов тренд, значи, зошто тоа е видливо за пократок временски период. Така да, тоа е вака накратко од мене. Во ред, толку имаме за денеска за оваа тема. Уште еднаш, една соработка поголема со државните институции за поголема вклученост на домашните компании, домашните архитекти и инженери, да видиме гордина на наши проекти, а не само да се фалиме и покажуваме што работиме надвор. Благодарам за гостувањето. Мило беше. Почитувани, овде го завршуваме првиот дел од емисијата, ќе направиме една кратка пауза со реклами, па потоа продолжуваме со емисијата.